ВМРО ДПМН е пред раслојување. Се скина и кумската врска Груевски-Ставревски, каде ќе отидат дел од незадоволните од актуелната владеачка партија. Кога ќе се реактивира Љубе Бошковски и кому ќе се приклони? Можна ли е коалиција на центарот и концентрација на најмалку 150.000 распрскани гласови? Какви се нејзините шанси ако Македонија не е една изборна единица? Огњановски Маријан, Јове Кекеновски, Стојан Ангелов и Ѓорги Тодоров со Александар Чомовски. Добро вечер. По заминувањето на кумовите, јавни личности кои инаку припаѓаат на владеечката партија, почнува на одреден начин и потрагата по лукративните градоначалници. Во притвор е битолскиот Талевски. Веднаш на почеток со мојата дилема дали е тоа сигнал дека раслојувањето на ВМРО почнува и по основ на влијанијата во локалните средини. Ги поканив луѓето кои долго време или се меѓу основачите, или се членови, или произлегуваат од ДПМН. И затоа на почеток почнувам со Кекеновски. Каков е аберот на повлекувањето на Ставревски и притворот за Талевски? И од политички, и од, да речем, условно партиски аго. Сигурно ова е едно посакувано, односно она што ние го говоревме веќе подолго време, посакувано однесување на дел од функционерите, иако закаснето, според многумина, закаснето однесување, односно закаснета оставка на Ставревски, бидејќи неговата оставка ја очекувавме веднаш после првите бомби, а не онака дрско да го брани својот лидер, непотребно, знаејќи дека не се работи за монтирани, сечени, креирани, како што тие велеа. Впрочем, тој го покажа своето вистинско лице, поточно двојно лице, едно зборувајќи кога е со своите сопартици, а друг пат говорејќи пред јавноста. Значи, добро е што, подобро некогаш отколку никогаш, добро е што си поднесе оставка, меѓутоа, јас не би сакал да мислам дека за тоа повторно се случува некоја игра, бидејќи оставката не е случајна и сигурно дека не е туку така дојдена наеднаш. Предпоставам дека подолго време веќе се размислувало. Тоа ми дава за право да вака да размислувам, од причина што тие веднаш веќе има спремен министер за финансии. Јас лично мислам дека од оваа оставка би требало во иднина да ги очекуваме и другите оставки, бидејќи еден дел од министрите кои што се подолго време со Груевски, многу мал дел останаа. Значи, мислам дека наскоро треба да дојде оставката на Пешевски, па потоа на министерката за култура. И оттаму тоа би бил сигурно почетокот на крајот на оваа партиска врхушка. Жално е што се тоа ќе се одрази на партијата ВМРО ДПМН, чии што ние сме основачи, кои што сме создавале, која што сме ја градале цело време. Меѓутоа, со оглед на фактот дека таа е приватизирана, дека се работи за една фамилиарна партија, очигледно е дека реформи ќе мора да дојдат што е можно поскоро. Меѓутоа, од друга страна, доколку и понатаму не проработи свеста дека треба да се поднесе оставка, ќе бидеме сведоци на конечно пропаѓање на ВМРО ДПМН. Ѓорги Тодоров, екс-пратеник на ВМРО ДПМН, човекот кој при цепањето од ВМРО ДПМН во времето на Љупчо Ѓоргиевски, таа позната шесторка формира нова ВМРО и кој го искуси да одреден начин бесот на лојалните, па дури бевте под своједна партиска, па и безбедносна тортура. Дали мислите дека тој модел сега би можел да биде применет и во однос на така наречените непослушни или нелојални кадри на Груевски и на ВМРО ДПМН, кои очигледно гледаат дека бродот тоне во партијата со оглед на активностите на специјалното јавно обвинителство, општиот одиум за криминалниот аспект на действувањето и така натаму? Па видите, ние тогаш имавме друг мотив за откажување послушноста кај Љупчо Ѓоргиевски тоа време. Другиот мотив беше денеска гледаме дека во оваа влада има голем криминал, за кој што криминал учествуваат ново компонирани партиси во ВМРО, постарите кадри од ВМРО ДПМН сите се тргнати настрана. Така да
очекуваме дека оваа разврска со давањето оставка на министерот за финансии, дека ќе иде и понатака со ерозијата на оставките на останатите министри и се очекува дека ќе се формира ова нова експертска влада која што ќе треба да ги подготви наредните парламентарни избори. Ставувавте ли тогаш за својата безбедност? Дали мислите дека тој ист синдром би можел да се примени и на овие непослушни, да речем условно, бидејќи сега очигледно дека гроздовите ќе отпаѓаат, бидејќи значаен дел од јадрото на ВМРО се концентрираше околу бизнис, а сите други се задоволуваа со некое ситно вработување, со просечни плати и така натаму. Па видите, тогаш ние многу не размислувавме за нашата лична безбедност. Пред се не беше интересот да Македонија ја спасиме, пошто тогаш мотивот што го напуштивме ние ВМРО-ДПМНЕ беше дека имавме сознание дека Лупчо Ѓоргиевски со тогаш Арбан Џафери, председателот на ДПА, сакаа да ја делат Македонија. После тоа што се испостави, со разни комуникеа од партиите, од Демократска партија и во врска со делувањето на екс-лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Лупчо Ѓоргиевски. Добро, Ангелов, кај сте вие денеска? С оглед на ова расслојување што се прави и с оглед на тоа дека достоинство се појави па згаснува, па вие се обидовте да се реанимирате, реинкарнирате и така натаму. Ви изгледа ли дека има шанси од ова расслојување уште нешто да преземете и да анимирате? Како прво достоинство никош не згаснало. Ние сме во полна кондиција цело време, мала но цврста политичка партија, од која што оваа власт со сите притисоци и обиди за подкуп не успеа да извади ниту еден активист од поисторените играчи, кои што ги знаете од јавност, кои што се покрај мене, и да каже дека се враќа во ВМРО-ДПМНЕ. Нешто што се случи безмалку на сите помали партии. Ние како партија два пати учествувавме на парламентарни избори, при тоа освоивме првиот пат 8800 и вториот пат 9300 гласови, што во една ваква налудничава политичка ситуација е еден голем успех. Ние настанавме одбранителите најпрво како Сдружение на граѓани, кое што на почетокот имаше, да кажам, една тесна врска со раководството на ВМРО-ДПМНЕ, надевајки се, односно јас бев убеден дека ова раководство на ВМРО-ДПМНЕ, кое што сега полека е во заминување, ќе излезе во пресрет на барањата на бранителите. Наместо тоа, тие со целата своја жестина се нафрлија врз поголем дел од бранителите, ги продолжи оние тужби против војните инвалиди и семејствата на загинати, не сакаа да ги решат проблемите на професионалните војници, на тој начин не принудија најпрво малку, а потоа и малку повеќе да влеземе во конфликт. Интересно е тоа што во Сдруженијето Достоинство најголем дел од членовите или од активистите беа членови на ВМРО-ДПМНЕ или симпатизери или едноставно припаѓаа во ВМРО-ДПМНЕ. Можеби не биле активисти. И денес ситуацијата е слична, со исклучок на Благоја Марковски, кој што не потекнува од ВМРО-ДПМНЕ, мој најблизок соработник. Безмалку сите останати потекнуваат од ВМРО-ДПМНЕ и сметаме дека е крајно време да се обединиме во еден десен фронт кој што ќе го зададе тој конечен удар на Никола Груевски и на сегашното раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Од Обединети за Македонија, Маријан Огњановски. Наместо во помалку моја лична перцепција, ваш коментар, како ви изгледа од ваш агол дека Љубе Бошковски, еве да ја земам и аксиомата дека за 100.000 евра одлежа 5 години затвор. За колку би требало да лежат овие што веројатно 5 милиарди изнесоа од државата? Аз не можам да дам една цврста констатација, но овие 100.000 евра на Љубе Бошковски му беа подметнати, наместени. Не, јас имам... За разлика од овој криминал што го направија луѓето на власт 10 години, така да компарацијата може би било во контекст на тоа дека доживотно треба да лежат, но Љубе Бошковски достоинствено ја одлежа казната, еве го сега е на слобода. Како Феникс е.
10 години у затвор, 25 години самостојна Македонија. Навистина како Феникс. Значи, буквално и ние во партијата, неговите пријатели, поддржувачи, роднини се запрепастени од неговата енергија која што поседува. Дури често пати во комуникацијата со нас он не охрабруваше да издржиме. Значи, не знам од кај црпи таа енергија, али навистина е како Феникс. Добро, ајде едно индискретно прашање. Што прави во овој момент Љубе Бошковски? Ќе се појави конечно, да речем, уставно во јавниот живот, освен што помалку се одмара во Челопек? Значи, повраќањето од затворот, Љубе Бошковски отиде во своето родно село, во својата куќа во Челопек, каде што огромен број негови членови, поддржувачи му преди еден пречек. Во изминативе денови престојуваше во кругот на неговото семејство, бидејќи, како што знаете и вие кажате дека скоро 10 години во овие изминати 11 години е во затвор, едноставно се рефрешира и во овие денови ќе имаме одредени контакти со него, еве како еден мал куриозитет да ви кажам дека моментално после вашата емисија одиме на прием во британската амбасада приредува коктел и Љубе Бошковски заедно со мене и со тесниот круг на претседателството ќе се појавиме таму. Мислам дека тоа ќе биде едно прво појавување во јавноста. Овие денови очекуваме да направиме, да им излеземе во пресет, односно Љубе Бошковски да им излезе на пресет на општинските комитети кои што едва чекаат сега они да го пречекаат во нивните градови. Ќе видиме, ќе направиме една мала турнеја да се види директно, бидејќи на пречекот во Челопек дојдоа оние кои што претседателите на општинските комитети со потесен круг на луѓе, сега буквално поширок круг на Обединените за Македонија сака да го видат, да поразговараат со него и едноставно да се сретнат со него. Добро, еве ја да покажам малце его трип. Кога со него се чув, нормално му рекав дека се надам дека првата јавна промоција ќе ја направи на топ тема, на што добив јасно уверување. И се надам дека штом ќе се појави во јавноста, ќе биде дел од ова медиумска промоција што би требало се направи, се разбира со сите згодни и незгодни прашања. Сигурно, ако ви ветил, сигурно тоа ќе го направи, иначе да ви кажам дека и јас имам доста големи притисоци од ваши колеги кои што сакаат нормално да сретнат да добијат изјава, интервјуи, али мислам дека во наредниот период тоа ќе го направи господин Бошковски. Сега главното прашање што останува за вас, што Кикеновски го начна во еден друг, заминува се одлепи или се заминуваат Мијалков, Јанкуловска, сега и Ставровски, највлијателните луѓе, без оглед што останаа во партискиот Dream Team на Груевски. Дали мислите дека оваа така наречена антикоруптивна кампања, оваа битка со криминалот на специјалното јавно обвинителство и воопшто очекувањата во јавноста би можеле да додат во правец во кој ќе биде дестабилизирана така наречената култна позиција на Груевски во ВМРО ДПМН? Или да го употребам Љупчо Георгиевски кој вели дека е добро да си замине како тој што си заминал додека има некаков политички и партиски кредибилитет. Сигурно дека е добро да се замине и тоа ние укажуваме уште пред пуштањето на бомбите, пред претседателот на Социјалдемократскиот сојуз да излезе во јавност, односно пред тој период додека се уште пазареше не имавме информации дека ќе излезе со такви бомби и побаравме доколку е вистина она што се говореше. Еве јас лично побарав уште пред година и половина, бев мислам дека прв кој што побара оставка од Груевски, доколку им мисли добро на партијата, доколку им мисли добро на државата. Меѓутоа се покажа дека тој пред се си мисли единствено само на себе и на своите најблиски. Во овој моментот сигурно размислува малку и пошироко да ги спаси сите оние кои што се работувале. Меѓутоа како ќе мине времето, чинам дека исклучително ќе гледа сам да се ја спаси својата кожа. Што јасно укажува дека него ниту партијата, ниту државата апсолутно не му било пред се државата, а потоа и партијата не му била приоритетна. Значи во овој момент се работи за исклучиво спасување на сопствената кожа. Тој и понатаму ќе ги користи сите оние средства кои
што му биле и досега на располагање. Значи пред се поаѓајќи од статутот кој што е навистина централизиран, не виден таков централизиран статут и се е сконцентрирано во неговите раце. Од друга страна, онаа привидна монолитност која што постои кај пратениците, тоа јас сејќи се надоврзам на претходното, нели, прашање што го говоревте со Тодоров, онаа привидна монолитност, прашање на ден кога ќе се распрсне сето тоа, бидејќи пратениците сите јавна тајна знаеме дека имаат подпишано меници и со тоа тие се уценети, се уште на некој начин се уште се бара нивната лојалност како страв, како резултат на стравот да ни бидат пуштени во јавност, а меѓутоа еве имаме примери со двајца пратеници кои што беа во коалиција со ВМРО ДПМН, кои што имаат подпишано меници, а кои што излегоа. Факт е дека тие меници се незаконски, неважечки и не може да се реализираат. Оној момент, значи, кога и пратениците ќе се осигураат дека ова што го говоре днес, сигурно дека, иако ние и претходно ги повикавме, сигурно дека ќе бидат први кои што ќе го напуштат бродот. Не се работи за меници, се работи за класичен реваншизам. На Трајанов му избркаа Кипријанова и, например, некои директори. На Лиле Поповска почна хајка против целата. Па имаше, јас колку што сум информиран, имаше обиди и према останатото членство на партијата на Павле Трајанов, меѓутоа тие се покажаа како монолитни во оваа ситуација и го издржаа тој првичен притисок. Сигурно дека ќе со оглед знаејќи со кого се работи, сигурно дека ќе има такви, па можно и дури и пожестоки притисоци, меѓутоа како ќе мине времето, чинам дека тие притисоци ќе намалуваат од причина што тие приоритетно ќе биде да се спасат собствената предвидлива за нас иднина, а не да се занимаваат со друго. И како ќе мине времето, така ќе расте свеста, совеста, односно ќе излезе на површина свеста, совеста, па и храброста кај пратениците, кај членството. Јас ве уверувам дека од разговорите со членовите на ВМРО ДПМН секој ден се повеќе и повеќе се охрабруваат и на некој начин се појавно говорат. Се поголем број на луѓе се согласни, односно дури и оние допред месец-два што биле најтврдокорни поддржувачи, сега доаѓаат во ситуација да се уверат во она што ние сме го говореле долго време наназад. И чинам дека членството е тоа кое што ќе дигне рака од него, меѓутоа тој ќе се обиде со сите сили до последен момент да ги искористи сите негови можности за да може колку толку да се спаси што може да се спаси. Тодоров, при вашето заминување многумина од истомислениците, од партиските довчерашни сојузници ви велеа, вие сте велепредавници на идејата и така натаму. Дали денеска чувствувате дека тие луѓе со кои сте контактирале во ВМРО ДПМН постои одреден степен на резервираност кон таквата кумулирана моќ и партиска и финансиска во една шака на луѓе околу Груевски и извршниот комитет? Видите, ние бевме бранителите на Република Македонија. Значи, јас во политиката не влегнав ради личен профит, јас влегнав во политиката да од Македонија направиме држава меѓу државите, нација меѓу нациите. И затоа кога слушнавме дека Лупчо Ѓоргиевски сака да ја дели Македонија, значи ние истапивме, јас бев член на 3 управни одбора. Значи бев член на управен одбор на аеродром, на фонд за патишта и на Македонија пат. Значи, од едниот земав 20.000 денари, од другиот земав 12 или 9.000. Јас реков не на тие пари во интерес на државата, а не дека сме ние биле предавници. Мислите дека ќе има такви одважници и во сегашното ВМРО ДПМН? Па би требало да има. Доколку ние си ја сакаме Македонија, бидејќи ние немаме друга земја. Ние ова парче земја мора да го сочуваме за нас, за нашите деца, за нашите внуци. Значи ние кај да отидеме надвор, ние ќе бидеме странци. Нема да бидеме свој на своето. Во овој контекст сакам да ве надополнам, јас сега овде сум као представник на Народно движење за Македонија. Значи сум член на извршниот комитет и од кога се активирав политички од 15 ноември 2015 година, настапував неколку пати на телевизија и многу ми приоѓаат стари членови од ВМРО ДПМН, ми се јавуваат и сакаат да се приклучат кон нас. Значи бидејќи тие гледат дека ние тие 6 мина, а бевме повеќе, еден ни го киднапира, бевме 7 души требаше да бидеме. Значи рековме не на личниот интерес, него нас не беше многу битно и важно Македонија да биде просперитетна, да се развива, да се врати средната класа. Значи, средната класа е ступ на едно општество.
Значи мораш во граѓаните стандардот да биде на ниво за да може секој да живее нормално. Ние денеска имаме многу ниски плати, многу граѓани се гладни во Македонија. Многу со платите што јас како дипломиран сообраќајни инженер, државен службеник, ако не работам преку времено некои други работи од мојата професија, како вештак, сообраќајни или како проектант, со една плата не може да се преживее. Ангелов, постои ли опасност наместо вие да преземете да ви ги преземат достоинство, без оглед што на почеток го рекавте бевте витални, но е факт дека од кога направивте маршот на бранителите, Груевски ја перципира моќта и веднаш ве пресретнува. Ви ги додели дел од нив статусни белези, материјални привилегии и така натаму. Основните барања на достоинство оваа власт ги оствари, но под наша присилба. Благодарение на нашите реакции на јавните настапи, на сите оние јавни манифестации, меѓу кои што маршот на професионалните војници беше само една од нашите активности. Денес, ако погледнеме назад, клучните работи поради кои што ние влеговме во конфликт со раководството на ВМРО ДПМН се реализирани, но луѓето кои што ги добијат тие бенефити, ако можеме така да ги кажеме, бидејќи се работи за некои нормални работи во нормална држава, луѓето се свесни дека доколку не беше достоинство, немаше да има ништо од тоа, почнувајќи од повлекувањето на тужбите против војните инвалиди и семејствата на загинати, па се до решението на статусот на професионалните војници, па дури успеавме да го принудиме Ѓорги Иванов да ги одликува поскумно само загинатите. За жал, се уште нема одликувано ниту еден жив бранител од 2001 година и тоа ќе го оставиме за следниот председател. На тој начин тие не само што не ја ослабна нашата позиција, туку мислам дека ја зацврсна. Доказ за тоа си последните парламентарни избори, на кои што безмалку без кампања освоивме повеќе од 9000 гласови. Огњановски, како успеавте да се одржите без култниот Љубе Бошковски? И дали Љубе Бошковски сега на одреден начин со евентуалното поактивно вклучување, и се надевам активно вклучување, ќе ја врати и својата лична каризма, а и перцепцијата дека Обединети за Македонија може да бидат самостоен политички фактор кој околу себе анимира приличен број на избирачи. Да обстоиме на политичката сцена без лидерот беше многу тешко. Значи, уште по самото до негово приведување, нашата партија, членовите на нашата партија беа подвргнати на одредени на изваредни притисоци, закани, уцени. Значи, бевме обезглавени. Ни требаше одреден период да се консолидираме, да се преброиме, да се престроиме, бидејќи ово што му се случи на Љубе Бошковски му се случи од луѓе блиски до него. И тие луѓе блиски до него многу брзо си ги покажаа своите намери и преидоа во ВМРО ДПМН од таму од кај што беа дојдени. Си ја завршија задачата и нас не требаше еден период да се консолидираме и се консолидиратме. После една година ја пререгистриравме партијата, беше многу тешко бидејќи и во тој период имавме доста сопки од партијата на власт. Само да ве потсетам на бомбите кога Гордана Јанкуловска велеше да се сотрат сите членови на Обединети за Македонија и навистина они се обидоа да го направат. Значи многу луѓе наши доживеа доста големи трауми, семени трауми и слично. Сте имали ли средба со луѓето од Алфите кои го апсеа на таков брутален начин? И дали некој од нив, например, или некој од нив сте им погледнале во очи или они ве погледнале во очи на начин на кој се обидуваа да бараат утеха на грешните со целиот зафат? Да бидам искрен, јас лично не познам никој од Алфите, имам слушано дека некој од нив дали сакаат да се исперат совеста дека они тоа не го направиле, дека тоа било така само кажано, дека на телевизија се виде. Мислам, тоа беше едно брутално апсење, буквално направено со едно филмско сценарио. Они го фактички со тоа апсење го постигнаа своето, ги заплашија сите. Значи не беше само да заплашат членовите на Обединети за Македонија, него буквално посеа страв кај сите. Ја мислам дека во тој период немаше човек што не се уплаши. После тоа го направија и Космос и ред други работи, значи постигнаа својата цел.
но ние исто како Љубе Бочковски, како Феникс, повторно се појавивме, односно обстоивме на политичката сцена, како што ви реков, ја пререгистрираме партијата, се појавивме во коалиција, широка коалиција, веќе имаме и советници на локалните избори. Морам да кажам дека голем број на членови, како што одеше времето, поминуваше времето, како што се консолидираме повторно, се враќаа кај нас, се охрабруваа, така да сега буквално во овој период кога наближуваше ослободувањето на Љубе Бошковски, буквално не пресретнуваа и ни приоѓа луѓе, поранешни членови на Обединените за Македонија и многу луѓе кои што се членови на ВМРО ДПМН. Бидејќи сите ние овде што сме, како што рековте вие во уводното излагање, потекнуваме од ВМРО ДПМН. За разлика од голем број од сегашни членови на ДПМН, никој пат не биле во ДПМН. Имам една перцепција која помалку е контраверзна. Од една страна можеме да очекуваме после овие случување одреден степен на раслојување од ДПМН. Меѓутоа е факт дека и вашето појавување го расцепка тој дел од раслоените ВМРО на повеќе политички субјекти. Дали сега истото тоа може да се случи? Дали вашето индивидуално постоење ќе значи богата понуда кој каде сака да се приклучи ако се одвои од ДПМН, или пак реално гледано можете да изгубите во таа ваша партиска сепаратност? Оваа партиска сепаратност е изнудена и принудна партиска сепаратност од причина што немаме никаква можност да делуваме внатре во ВМРО ДПМН и секој на свој начин бевме принудени. Ако го вратиме, нели, сеќавањето малку наназад, ако ја свежиме меморијата, ќе видиме дека Љубе Бошковски поради неможноста внатре да едноставно успее да се наметне во овој сегмент, беше принуден да направи политичка партија. Ние како Фродем исто така поради статутарните пречки, поради огромната невидена централизираност на партијата, бевме принудени да направиме една форма која што ја дозволува статутот, меѓутоа тоа беше оквалификувано како фракционерство. Значи, таа принудна ова сепаратност во моментов, мислам дека ќе трае само уште кратко време, од причина што кај сите нас постои, верувам, од контактите што ги имаме лични и од нашите разговори, преговори, верувам дека ќе надвладее разумот кај сите нас, бидејќи целта ни е на сите иста. Целта ни е да замине оваа партиска врхушка на ВМРО ДПМН, истовремено, најголем дел и врхушка во државата, која што ја доведе државата, која што го деформира овој политички систем, која ја уназади внатрепартиската демократија, која што го уназади целокупниот демократски процес во државата. Ако целта ни е иста, не гледам јас причина што е тоа што би не спречило да ние од кога ќе седнеме на заедничка маса да ги реализираме сите. Има една работа што е моја перцепција. Во првиот налет се појавија така наречени истакнати членови, јавни личности, од типот на Никола Димитров, доктор Лазаревиќ и така натаму. По привлекувањето на вниманието во јавноста, одеднаш се дистанцира, ги снема. Ги снема на начин на кој станува сумнително дали или вие не сте доволно каптивни за да може да ги привлечете, или тие мислат дека некој друг треба да им ја одработи агендата? Јас мислам дека погрешна ви е перцепцијата. Прво, едниот се повлече од лични причини, а додека другиот гледам дека постојано е присутен и активен во овој дел, бидејќи и неговата заложба, кога говорам другиот, мислам на Димитров, кој што, ако ги следите неговите статуси, неговите кажувања, исто е и тој на целокупната оваа релација. Значи, се уште не се почнати преговорите за формирање. Не, тоа не е жесток критичар на власта. Се уште не се почнати преговорите, бидејќи гледате еден дел во онаа ситуација кога ДПМН е суверено владееше на политичката сцена, еден дел од политичките партии кои што имаат десна провиненција беа принудени да се приклучат кон Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа очигледно дека природно е дека тие таму не припаѓаат. И претпоставувам дека во иднина сите овие договори, разговори што ќе следуваат би требало да доведат кон формирање на едно центро десничарска опција која што
што би на некој начин би ги вклопила сите оние политички субјекти и индивидуалци кои што произлегуваат во ВМРО-ДПМН, кои што постојано укажуваа на сите овие аномалии во партијата, кои што укажуваа на начинот, на автократскиот начин на раководење со партијата, кои што укажуваа на поврзаност на партијата со државата, односно кои што укажуваа на сите овие аномалии. Плюс, тука сигурно дека ќе ги очекуваме и сите оние незадоволници во ДПМН кои што сега се незадоволни, меѓутоа чмаат. А да бидам искрен, апсолутно нема да ни бидат потребни сите оние кои што сега заради своите лукративни интереси, заради својот полн и длабок чеп го бранат Груевски и се застанете на таа иста страна. Како ќе поминува време, тој број се повеќе ќе се намалува, а бројот на вистинските патриоти ќе превагне на оваа страна. Сега ве прашувам сите четворица на едно единствено прашање. Со оглед на тоа дека, условно кажам, важите за мали партии, за луѓе со релативно поскромен фундус на симпатизери. Дали не мислите дека вашиот терен е стеснет и во овие мигови кога се разговара за пржино, за реализација? Какво би било вашето активно учество? Зашто вие сте маргинализирани? Што вие би побарале? Зошто вас ве нема како фактор на граѓанскиот центар, на граѓанскиот интерес во овие преговори? Ангело? Формирањето на оваа десна коалиција ќе биде реалност за одредено време. Ние постојано сме во комуникација, но работата и да не избрзаме, овој пат сме многу внимателни, поучени од минатото, од последните неколку години, почнувајќи од 2011 година, кога ВМРО-НП, Обединети за Македонија и Достоинство, заедно имавме 54.000 гласови, а ниту еден пратеник. Од друга страна, доколку ние ја објавиме коалицијата и доколку почнеме да работиме, постои опасност ВМРО-ДПМН да не оштети со таа црна кампања во која што тие се покажаа дека се безмалку совршени, бидејќи црната кампања која што ВМРО-ДПМН ја прави кон политичките неистомисленици е страшна. Тие успеа еден дел од нивните членови да ги убедат дека јас со УЧК се борам против Груевски, додека Груевски седе со Али Ахмети во иста влада 8 години, и се надевам дека овој пат внимателно ќе завршиме работата до крај и сите помали партии, па и поединци, како што го спомнавте Димитров, ќе се собереме во едно јато, во едно јадро, во една десна коалиција, или како што кажува професорот Кикеновски, и центристичка, не типично десна, и на тој начин ние би биле како фактор, многу би имале поголема тежина и тогаш би можеле да се наметнеме и во сите овие преговори. Ако ми дозволите, значи, она што го рековте, делумно е точна таа констатација, нема во тој сегмент на преговорите, меѓутоа тоа е по моје длабоко убедување како резултат на пристапот кој што го има меѓународната заедница, почнувајќи од потпишувањето на рамковниот договор. Знаете дека тогаш четирите најголеми политички партии кои што го потпишуваа Охридскиот или рамковниот договор, повторно учествуваат. Истовремено тоа е резултат на оној биполаризам кој што владее во Република Македонија, како кај нас македонците, така и кај албанската етничка заедница, и по однос на тој биполаризам тие се во моментов политички партии кои што имаат најмногу пратеници во парламентот. И не туку така, ние на неколку пати бевме меѓу првите коалицијата за промени и правда која што побара вклучување на пети елемент во овие преговори, а под тој пети елемент подразбираме, значи, представници на фракциите, на граѓанските здруженија, представници на другите парламентарни и вонпарламентарни политички партии, бидејќи на тој начин ќе овозможиме да се слушне и нашиот глас, а второ ќе бидеме баланс во тие преговори. Гледате дека и едните и другите сите влечат на своја страна. Слушате го едниот, ќе мислите дека тој ја кажува вистината. Слушате го другиот, говорам за оние кои што учествуваат во преговорите. Ќе слушате дека тој. Меѓутоа, од друга страна, факт е дека во таа четврка која што учествува во преговорите, прво не смееше да учествува во преговорите, бидејќи тие се најголемите виновници кои што не донесоа до оваа ситуација. Второ, ако ги погледате сите оние анкети, јас велам оние манипулативни анкети кои што ги имаме во последно време, ако без разлика колку тие
се обидуваат акцентот да го стават на ВМРО, ДПМН и на СДСМ од една страна, кај македонците, а од друга страна да го стават помеѓу ДПА и ДУИ, ќе видите, ако ги следите внимателно одговорите на тие прашања, јас тука имам одредени бројки, ќе видите дека повеќе од 1/3 од испитаниците, тоа е некаде од 27-8% до 35% не сакаат воопште да размислуваат или да говорат за ВМРО, ДПМН и СДСМ или за ДУИ и ДПА, кај албанците и кај македонците. Или вкупно тоа е повеќе, велам, од 1/3 до 35%. Значи на сите прашања, ако ги видите плюс оние кои што се одлучиле дека ќе гласаат за друга политичка опција, кои што рекле за ниедна, кои што одбиваат да одговорат и они кои што не знаат, таа бројка изнесува повеќе од 50%. Што јасно укажува дека граѓаните на Република Македонија се заситени од овој биполаризам и бараат некоја нова опција. Токму таа опција, токму овие манипулативни анкети во другиот дел, во овој дел сакале не сакале мора да ги покажат бројките, ни даваат заправо и не охрабруваат, впрочем не охрабруваат и самите граѓани дека сме на вистинскиот пат и дека тоа можеме во догледно време, доколку ги надминеме, а мислам дека нема потреба од суети, бидејќи имаме иста цел, да ги надминеме сите овие слабости досегашни, поучени од искуството, како што рече генералот Ангелов, ние сигурно сме на добар пат и ќе успееме едноставно да реализираме нашите идеи. Да, повелете. Почнавте, повелете. Само сакам малце да не се согласам со вас, дека конкретно за нашата политичка партија, дека сме мала политичка партија, бидејќи добро, сакам да се коригирам дека Љубе Бошковски освои 160.000 гласови, а вие на 2 пати по 18 кусур илјади гласови. Да, освоивме на последните парламентарни избори 18.700, а само за едно подсетување, Љубе Бошковски во третата изборна единица беше и генерал Стојан Ангелов тамо беше исто така на носител на листа. Љубе Бошковски, односно Обединети за Македонија, има 23.000 гласови неважечки ливчиња. Тоа беше официјално, стоеше 3 дена на страната на изборната комисија. Председателот на Државната изборна комисија не ги прифати приговорите од познати причини. Сакам директно да ве прашам, како ќе успеете барем тоа јадро да си го вратите? Ние го имаме јадрото. Кога зборам за јадро, зборам за ова илјадници, десетици илјади луѓе кои ви беа приврзени, од 150.000 за Љубе до овие, како што вие велите, најмалку 40.000. Да, и многу повеќе. Значи, морам да ви кажам дека... Дали тоа сами или со оваа логика на обединување на десницата? Значи, председател Љубе Бошковски беше во затвор. Ние, како што рековте, успеавме да одржиме партијата и покрај одредени огромни притисоци. Моментално сме во коалиција со СДСМ и не би се сложило дека ние не учествуваме во преговорите и разговорите, бидејќи буквално сме брифирани од председателот Заев за сите работи што се носат во Пржино, дури и учествуваме во одредени сугестии за конкретни заклучоци, така да на одреден начин и ние учествуваме во одредени работи, преговорите во Пржино. Во однос на тоа дека дали ние можеме да го сублимираме членството кое што, значи, убеден сум дека со излегувањето на Бошковски на слобода, нашата партија уште повеќе ќе заекне. Многу луѓе кои што беа како еден латентен период во овие 4-5 години ќе се вратат во партијата и ќе дојдат нови луѓе. А дали понатака ќе направиме коалиција, оваа десна коалиција, можеби ќе биде паметно и тоа, бидејќи само да ви кажам дека ако суетите на политичарите се стават на страна, да се стават напред интересите на Македонија, убеден сум дека оваа сила може да биде голема. Значи, како што рече Стојан Ангелов, дека тука може да соберат повеќе од 100.000 гласови, кои што на наредните избори може да добијат 10 и 13 пратеники. Тодоров, вие со Народното... Ние, Народно движење за Македонија, не се чувствуваме како мала партија, можеме да кажем слободно, затоа што имаме во 34 комитета во Федерација на Република Македонија, 13 во Скопје, значи 47 комитети
општински комитети, каде што негде околу 1000 гласа имаме по комитет, така да, мислам, членство, негде околу 47.000 членство имаме, значи, во партијата. И сега очекуваме дека ќе има ерозија во ВМРО ДПМН, дека многу не се јавуваат стари ВМРО-вци кои што се заинтересирани за националниот принцип на Македонија, значи, као држава и нација. И очекуваме дека со распаѓањето на ВМРО дека нашето членство ќе порасне. Мислите дека овие преплашени или премногу лојални кои му се верни до гроба на Груевски, дека баш така лесно ќе го напуштат? Па видите, како што рече и професорот Јове Кекиновски, дека само тие што шуќариле од неговата лојалност, тие се многу помалку во однос на она бедно членство кое што работи од 8.000 до 15.000 по тие економски зони, кај што од платата не може да ги вратат давачките да ги платат фамилиарните давачки, нели, што се телефон, струја, вода и така натаму. Така да очекуваме ние као партија сега со наредните избори дека ќе влеземе во парламентот, па ќе видиме сега. Надежи или реални очекувања на партиите кои произлегуваат или градат своја иднина врз темелите на ВМРО ДПМН, Јове Кекеновски, Маријан Огњановски, Ѓорѓе Тодоров и Стојанче Ангелов, ЕПП, и се враќаме на клучното прашање дали самостојно, дали обединување на сите овие партии во еден демократски центар или крајно центристичка, десничарска коалиција, како што ја заговара Кекеновски. Но моите прогнози и политички математики покажуваат дека ништо да не преземат, доволно е од последните избори да каптираат најмалку 120 до 150 илјади гласачи кои ги добиваа поединечно. ЕПП и се враќаме назад. ВМРО ДПМН е предраслојување. Се скина и кумската врска Груевски-Ставревски, каде ќе отидат дел од незадоволните од актуелната владеачка партија. Кога ќе се реактивира Љубе Бошковски и кому ќе се приклони? Можна ли е коалиција на центарот и концентрација на најмалку 150.000 распрскани гласови? Какви се нејзините шанси ако Македонија не е една изборна единица? 30.000 има неважечки листчиња на парламентарните избори, од кои 14.500 се на Народно движење за Македонија. Гласови освоивте на последните парламентарни избори? Добро, додека ги гледат политичките математики Ангелов и Тодоров, и јас го поставам прашањето за сите вас. Дали мислите дека Груевски така полесно би се откажал од лидерската позиција и од заменувањето до начин на кој самиот би си пресудил барање или согласност на Пржин 1 и Пржин 2 да замине во притвор и да му предае власта, на опозицијата. И на кој начин, реално гледано, мислите дека може да настане некаква партиска демисија на Груевски? Огњановски? Па јас лично мислам дека Груевски да знаеше што ќе се случи во овие година и кусур, од кога Заев седна со него да разговара, многу лесно ќе си прифатеше да се повлече од функцијата премиер, као што го направи тоа Љупчо Ѓоргиевски пред 10 и повеќе години. Си се повлече, беше деполитизиран 10 години, потоа пак си се активира. Груевски направи буквално и за него зло, и за неговата партија, и за народот македонски. Значи, скоро година и пол ние сме на улица, народот значи, не знае од ден во ден што ќе се случи. Бизнисот во Македонија пропаѓа, младите се иселуваат. Имам податок дека скоро 18-19.000 млади луѓе од нова година до сега се иселени од Македонија. Значи, предпоставам дека да знае Груевски што ќе се случи тогаш, уште тогаш ќе му подала рака на Заев и ќе се повлече од функцијата. Мислите дека тоа ќе направи Груевски, Тодоров? Со оглед на паралелата со Љупчо Ѓоргиевски. Па видите вака се. Се што има свој почеток, има и свој крај. Се што се раѓа и умира. Така да Никола Груевски, ако знаеше како ќе заврши сета оваа работа, нормално дека требаше да прифати на време, уште пред да почнат бомбите, значи требаше да се повлече од лидерската позиција како лидер на партијата и од премиерската позиција и да предадеше на другите. Мислам дека ништо не е вечно, така да се има свој почеток и свој крај.
тој мислам дека немаше сенс да осети како ќе се случуваат политичките работи, ама како што гледаме за сега, по сила на закон тој ќе мора да се откаже и од едната и од другата. Барем нашето очекување такво во нашата партија. Добро, по сила на закон ќе замина од премиерска, ама од партиска не верувам, со оглед на фактот дека ВМРО сепак и натаму има и самиот тој има репрезентативна поддршка од членството. Видите, ако тој заврши во затвор, избирачите, нормално дека во партијата ќе треба да дојде нов лидер. Баш ме интересира кој е тој моќен судија кој ќе му пресуди притвор. Па правдата еден ден мораш да ги стигне сите оние кои што се огрешиле према овој народ и према оваа држава. Ангелов па Кеќановски. На истата прашање. Мислите дека мирно ќе демисионира? Времето ќе покаже. Во овој момент било каква прогноза ќе излезе неточно, бидејќи тие тоа го покажаа последната една година. Направија потези кои што никој не ги очекуваше, дури ни нивните најблиски соработници. Например, аболицијата. Никој не знаеше за аболицијата на Иванов, додека тој не објави во 3 часот попладне, но факт е дека времето на Никола Груевски е завршено. Факт е дека ВМРО ДПМН ќе ги изгуби следните парламентарни избори. Ставот на неформалниот лидер на опозицијата, на председателот на СДСМ е тоа да биде на мирен начин, на избори, и најверојатно тоа ќе се случи на следните избори кои што би биле на есен или на пролет. А судија кој што ќе му определи притвор на Груевски во овој момент се уште мислам дека нема, се додека не се оформи специјално оделение во македонскиот суд. Кеќановски? Па со оглед на фактот дека е направен преседан, говорам во делот на судството, кога се однесуваше за одредени кривични пријави према лидерот на опозицијата, претпоставувам дека и понатаму ќе се продолжи со тој преседан, така да лидерите на големите политички партии се заштитени како мечки, барем беа досега заштитени како мечки, меѓутоа кога говориме за Груевски, јас сум повеќе од сигурен дека тоа е неговото е минато свршено време, дека тој прашање на време кога ќе се ја добие заслужената казна за сите овие злодела кои ги има нанесено на македонската држава и македонските граѓани. Може би нема да одредат притвор, меѓутоа со оглед на тоа што дека гледаме дека се не се така злоупотребува притворот како што беше злоупотребуван во нивно време, меѓутоа бидете сигурни дека како ќе се прошируваат истрагите, како ќе имаме нови обвинени од страна на специјалното јавно обвинителство, сигурно дека ќе мора да се одредат останатите мерки кои што постојат во кривичниот законник, кои што како што е куќниот притвор, меѓутоа исто така и одземање на патната исправа. Со оглед на ние ќе видиме понатаму што е тоа што специјалното јавно обвинителство ќе изнесе други кривични дела кои што се уште во предистражна или истражна постапка, и чинам дека конечно и судиите ќе морат да постапуваат по словото на законот, без разлика што можеби одреден судија ќе се чувствува и должник за неговиот избор. Меѓутоа како и да е, Надеше мора да признам оваа одлука денеска на тоа сакам јас да кажам. За одредување на домашен притвор на Талевски. Веројатно сега преку голуби ќе раководи со општината. Јас сум навистина изненаден, тоа позитивно изненаден, од причина што сепак постојат судии кои што држат до својот дигнитет, кои што држат до уставот и законот и кои што и да не сакаат ќе мораат да го практикуваат, бидејќи на сите им е јасно дека мора конечно да завладее владењето на правото, односно да се почитуваат законите. Што се однесува до вториот дел, кога говорите за кредибилноста на Груев, односно, како што велите вие, респектибилна поддршка во членството, значи јас ќе ве потсетам на анкетите кои што кажуваат драстичен пат, и тоа оние анкети кои што ги прават по нивна нарачка. Ако гледате рейтингот на ВМРО ДПМН во 2014 кога бил највисок бил 24%, тој да падне на 23%. Отприлика тука се движат сите анкети и на крајот на 2015-та, во почетокот 2016 и јуни 2016 година. Меѓутоа гледате го рейтингот на Груевски. Тие манипулираат со бројките во однос на Заев, меѓутоа генерално неговиот рейтинг е паднат. И ако видите, тој имал
Ако ги видите анкетите во 2014 година, тој имал 25% рейтинг, сега е паднат за 7-8 до пред година дена, а бидете сигурни дека најновите анкети покажуваат сериозен пад. Неговиот рейтинг е сигурно испод 15%. А како ќе има се повеќе обвиненија, како ќе излегуваат на површина сите оние злодела кои што се направи, неговиот рейтинг ќе биде прашање на време кога ќе биде Има во вашите искажувања перцепирам малку контрадикторност. Од една страна идејата за оформување на овој центристичка центар или десница, од друга страна помалку глорификација на Заев, од типот на Огњановски, дека Заев ги информира, Ангелов исто така зборува со една позитивна конотација, неформален шеф на опозицијата. Кај се приклонувате? Ке ја формирате партијата за коалиција со Заев, па да ги изневерите сите овие кои им е доста од Груевски и од Заев? Ево од вас, Ангелов, почнува. Во овој момент тоа е невозможно. Ние сега зборуваме за рушење на овој корумпиран криминален режим. Рушењето на режимот е прва задача на целокупната опозиција, и на СДСМ, и на сите останати помали партии. Откако ќе биде срушен Груевски и ова ВМРО ДПМН вакво, дури тогаш ние може да зборуваме за воведување на некоја нормална политичка ситуација во државата. Се додека Македонија е поделена на 6 изборни единици, малите партии немаат шанси. Нашето влегување во коалиција, без разлика, иако сме десни партии, од старт ние треба да се откажеме од некои наши ставови и ние овој пат нема да се залетуваме. Ние ја знаеме која е нашата сила и поучени сме од последните и од предпоследните избори. ВМРО ДПМН факт е дека се многу послаби, но далеку се тие отпаднати и ние мораме до крај да ја завршиме нашата работа. Затоа било какви напади внатре во опозицијата во овој момент нема да носат ништо добро на опозицијата. Ние дали сега треба да се бориме против Груевски или против Зоран Заев? Огњановски, да, чекате само еден. Огњановски уште само за вас една мала провокација. Груевски во желбата да си го обезбеди својот растечки пиар или сочува, го дочека Љубе Бошковски со оној сервилен пристап на аеродром и така натаму, за да потоа му стане љут противник. Сега одеднаш вие зборувате за неформална па или формална коалиција со Заев и со СДСМ. Дали тоа крие опасност дека можете да преземете дел од членството кој ќе биде незадоволно од ВМРО ДПМН? Па не е тоа опасност, тоа е тенденција на нашата политичка партија, бидејќи ние структурата на Обединените за Македонија е 100% луѓе од ВМРО ДПМН. Значи тоа е нормално и обстојувањето на Обединените за Македонија, појавувањето на политичката сцена со лидерот Љубе Бошковски е апсорбирање на сите незадоволни луѓе од ВМРО ДПМН. Инаку, јас во потпуно се согласувам со Стојанчо Ангелов во однос на значи, правењето една кохезија меѓу овие десни партии. Дури јас лично и мојата партија ја поддржува и идејата евентуално за да се сруши овој режим, ненароден режим, дури да се направи една многу широка коалиција и со албанскиот блок, со албанските политички партии, бидејќи ако тоа се постигне, убеден сум дека значи ќе има детронизирање на Груевски, распад на ВМРО ДПМН. Инаку да не бидеме многу оптимисти, бидејќи ВМРО ДПМН е сериозна политичка партија. Значи и покрај тоа што им предвидувам дека сите овие што се сега моментално експонирани, особено во бомбите, во политичките бомби, ќе бидат тргнати. Но во ВМРО ДПМН постојат луѓе кои што евентуално не искомпрометирани, може да се појават на политичката сцена и нема да биде лесна борбата помеѓу опозицијата сегашна и ВМРО ДПМН. Избегавте, ма сега бидам директен. Бошковски го дочека Груевски. Дали Бошковски, откако излезе затвор, ќе се сретне прво со Заев? Бошковски ќе одлучи со кого ќе се сретне. Предпоставам дека природно е да се сретне со Заев, бидејќи навистина можам и покрај тоа што вие ми забележавте дека јас го глорификувам Заев, дека ние во овој период како политичка партија и Бошковски имаше изваредна поддршка од СДСМ, значи од комплетната
комплетно раководство на СДСМ. Нормално ние имавме поддршки од сите овие луѓе тука што се во студио. Ние со достоинство имавме една коалиција, потоа настапувавме, имавме и заеднички штабови, значи буквално соработуваме, но може би е природно да се сретне со Заев. Добро, имам уште едно прашање кое има персонална содржина. А тоа е, дали мислите дека од ставот на Љубе Бошковски и на Љупче Георгиевски ќе значи шансата да се влезе во ткивото на ВМРО ДПМН и од нивното однесување и позицирање ќе зависи дали ќе дојде до обединување на центарот, дали ќе се приклони кон овој анти така наречен режимски блок и така натаму. Кекеновски од вас. Па сигурно и двајцата се истакнати личности кои што имаат свој белег, оставено траен белег во развојот на ВМРО ДПМН. И сигурно дека и на нив, а и на сите нас како луѓе кои што сме учествувале во градење на тоа ВМРО ДПМН, не ни е се исто ова што се случува. Значи, немајќи начин како ние да се справиме, ние мораме на ваков начин сето тоа да го правиме. Меѓутоа, не значи дека ние сите му мислиме лошо на ВМРО ДПМН, туку едноставно целта ни е да се ослободиме од оваа недемократска партиска врхушка. Сигурно дека од нивното однесување ќе зависи многу, меѓутоа бидете сигурни дека нивното однесување ќе зависи од членството колку ќе добијат поддршка. Гледаме дека од време на време гледаме како топло-ладно доаѓаат одредени позитивни сигнали, поготово од партијата на Љупчо Георгиевски, кои што многу пати досега добиваме впечаток дека сака да коалицира со Груевски, меѓутоа од друга страна пак се појавува и како негов жесток критичар. Тоа повеќе мислам дека е бизнис коалиција од што е партиска. Па добро, сигурно они знаат како е таа коалиција, меѓутоа во секој случај Љупчо е прагматичен политичар и мислам дека ќе застане на вистинската страна. Тодоров истиот став. Истото прашање. Нормално дека и двете личности во изминатиот период има високо политичко свое делување. Нормално дека ќе влијат врз политиката, но на крај ќе кажат изборите парламентарни колку тоа влијание ќе доколку не се формира или се формира некој трет блок како опција или како трета опција. Не, за вас беше многу почувствително со оглед на тоа дека бевте директен критичар на Љупчо Георгиевски, а се уште мислите дека е влијател. Па јас мислам дека Љупчо Георгиевски во последно време нема многу да има влијание. Не, Ангелов? Ние како политички партии, како што кажа подпредседателот на Обединети за Македонија Мане, сме во постојана комуникација од моментот на апсење на Љубе па до ден денес. Со професорот Јове Кекеновски лично сме исто така буквално во секојдневна комуникација, разговараме, ги разгледуваме состојбите и останува со Љубе Бошковски имав лична комуникација додека беше во затворот и по излегувањето од затворот. Се видов со него и разговараме телефонски безмалку секој ден. Овде една непозната е се уште Љупчо Георгиевски, иако за волја на вистината на ниво на делегација ние како достоинство остваривме работна средба со делегација на ВМРО-НП пред неколку месеци. Факт е дека Љупчо Георгиевски и покрај целиот багаж кој што го носи, благодарение на страшната црна кампања на која што беше мета долго време и се уште е, факт е дека има одредена политичка тежина, да не забораваме дека тој ја формира ВМРО ДПМН, беше председател на ВМРО ДПМН долго време, беше премиер, при тоа задолжи многу луѓе, на кои што и помогнал до ден денес постојат луѓе кои што веруваат во него, кои што тврдат дека во времето на Љупчо најдобро се живеело. Но точно е тоа, зашто кај Љупчо Георгиевски владеше едно гесло, има за мене, имаше и за другите. Кај ово изгледа е обратно, има за нас, за вас нема. Но морам да ви признам дека би спорел со тезата дека задолжи многу луѓе, зашто тие што ги задолжил беа многу брзо купени од Никола Груевски. Дури и овие од најблиското обкружување, вклучувајќи сегашни експерти, па и од потпоролот на владата, беа во таборот на Љупчо Георгиевски. Јас зборам овде за обични луѓе на кои што на некој помогнал да се вработат, на некој завршил некоја ситна работа. Не зборам за овие клучни луѓе околу него на кои што вие најверојатно мислите, и сега ние зборуваме за некои
разумни бројки на гласови. Филмот дека ќе освоиме 200.000, 100.000, сега не го застапуваме, ние се бориме за глас повеќе, но убеден сум дека можеме да се бориме за бројката која што достигна Љубе Бошковски на председателските избори, бидејќи таа бројка, впрочем, Љубе Бошковски ја постигна благодарение на целата таа екипа, која што сега повторно се обидуваме да ја составиме, бидејќи и тогаш професорот Јовај Кекеновски беше дел од штабот на Љубе Бошковски, јас бев секој ден во штабот на Љубе Бошковски. А вие ако успеете над 100.000, 150.000, тоа се речиси 17-18 пратеници. Не реков дека ќе успееме, тоа е наша цел, наш. Зошто да не успее? Но постои можност. Бројката е од 120 до 180.000 која што ние говориме дека е постојано во оптеки, која што и припаѓа буквално на овие луѓе. Податоците од анкетите јасно ги кажуваат сите овие бројки. Така да оптимизмот е не е реален, туку е сосема објективно. Состојбата со ВМРО-ДПМН е многу поразлична од тогаш и сега. Добро. Значи многу по-незадоволни луѓе има во ВМРО-ДПМН сега, него тогаш кога Бошковски се кандидира за И председател. најважно стравот, исчезна стравот, односно го нема во такви количини. Гледате дека денес секој ден и на Facebook, на социјалните мрежи, па и во другите медиуми, гледаме како луѓето се подсмеват со ликови кои што порано со шепот ги кажува, како што е Сашо Мијалков, па и Никола Груевски. Највпечатливо ми остана една реакција од партискиот штаб на ВМРО-ДПМН апропо на алкоолизмот и на гатачката. Не велат важно е да се симне снимката од YouTube, не велат, не е точно дека гатачка ја водеше политиката и го водеше Груевски. Тодоров. Видите, да не забравяме политичката кариера Лупчо Ѓоргиевски кога почна, тој рече дека наредниот конгрес ќе го држиме во Солун. Да не забравяме кога беше премиер, кога нафтоводот се градеше во Грчка, тој беше во Грција, не го спомна името Македонија. Значи каков е тој премиер? Да не забравяме тоа дека сакаше да наврши делба на Македонија со Арбен Џафери, да не забравяме дека тој сакаше размена на територија, да не забравяме дека е бугарски граѓанин, бидејќи има бугарски пасош. Значи, јас сметам дека Лупчо Ѓоргиевски е веќе политички мртвец. Тој нема иднина, нека повлече 10-12.000 гласа, тоа ништо не е во однос на гласачката машинерија што располага. Добро, поштовани гледачи, каква би била позицијата на помалите политички субјекти кои претендираат на собствена реанимација на избирачкото тело во последната завршница, а тоа е дали нив им одговара отворени листи, мнозински систем, 6 изборни единици во оваа битка, како што вели Стојанчо Ангелов, да се урне режимот. Реклами и се враќаме назад. Како така наречени слободни гласови кои се движат меѓу 100 до 120.000, кои не припаѓаат на тврдото ВМРО-ДПМН, па дури и на левицата, би можеле да бидат обединети. Едно становиште е дека тоа би било централистичко десничка партија, ова коалиција. Дали е тоа решение? Второто, дека и да се формира таа треба да коалицира за рушење на режимот, што значи по дефолт Заев да биде така наречен неформален шеф на опозицијата, како што вели Ангелов. Кој е решението? Сами или заедно со Заев? Кекеновски? Па ние во овој момент сигурно дека одиме сами, односно сами кога говорам као коалиција која што ја формиравме, и сигурно желбата е да ги приклучиме, односно да заеднички најдеме заеднички јазик со сите оние кои што гравитираат од центарот кон десницата. И тоа јас гаам оптимизам дека тоа набрзо и ќе се случи. Тоа е едната страна. Меѓутоа, за да биде, за да ја реализираме целокупната оваа наша заложба, ние сигурно треба да се избориме понатаму во иднина да направиме и промени во овие преговори кои што ќе требаат, или она експертска влада која што ќе треба да ги спроведе наредните избори, да направиме промени и во изборната регулатива.
Ние на неколку конференции рековме дека овој постоен модел ги фаворизира двете големи политички партии, кои што, јас често пати говорам, некогаш биле големи политички партии и ќе ја видиме нивната вистинска сила токму сега на изборите. Меѓутоа, поучени од досегашното искуство, каде што граѓаните кога ќе дојдат на гласачкото ливче, не сакаат да оди нивниот глас во ветер или на помали политички партии, прво сигурно дека е потребно тоа осојузување или окрупнување, меѓутоа од друга страна потребно е да се избориме и за една изборна единица. Чинам дека освен ВМРО, ДПМН, сите останати идуи, сите останати политички партии се согласни да биде една изборна единица, а уште ако успееме да бидат тоа и отворени листи, би бил полн погодок. Зошто велам отворени листи? Заради тоа што на тој начин ние ќе го срушиме монополот на лидерите на политичките партии. Бидејќи партиските раководства се тие кои што го имаат последниот збор при креирање на листите за пратеници, при креирање на листите на советници, при кандидирањето на градоначалници. Ако имате отворена листа, тогаш граѓаните се тие кои што ќе можат да го одберат или да постават или да допишат човек кој што ќе сметаат дека најдобро ќе ги представува. На тој начин ќе го срушиме монополот на овие политички партии и на тој начин ќе овозможиме луѓе со интегритет, луѓе кои што ќе бидат блиски до своите граѓани, едноставно да ги застапуваат нивните интереси. Ангелов, коалиција, самостоен пристап или кој изборен модел? Изборниот модел кој што и одговора на помалите партии, Македонија да биде една изборна единица, пропорционални, отворени листи. Тоа е нешто најдобро, но тоа нема да се случи. Значи, ние, иако тоа председателот на СДСМ го вметна во преговорите при донесувањето на минатата година на Пржинскиот договор, ВМРО ДПМН не го прифати и за такво нешто може да разговараме дури по промената на оваа недемократска, ненародна и корумпирана власт. Од тие причини ние нема сакаш некиш, ние мораме да соработуваме, иако нема причина ние да не сакаме да соработуваме, бидејќи имаме и блиски релации, не само политички и лични, и сметам дека овој пат нема да повториме грешката, како што реков, помалите десни партии, но и истакнати личности од ВМРО ДПМН, меѓу кои што е и Ненад Новковски, кој што сега се во трка за ректор на универзитетот, професорот Ненад Новковски, поранешната пратеничка доктор Ѓулистана Марковска, рековме Никола Димитров и други истакнати поединци, сите ние треба да се собереме на едно место и така да се спротиставиме на ВМРО ДПМН, обидувајќи се да ги достигнеме гласовите кои што ги освои Љубе Бошковски на председателските избори, некаде од 150 до 160 илјади, борејќи се за тие гласови, а искрено знам дека е тоа многу тешко, но реално без проблем ќе влеземе во собранието и ќе бидеме една значајна политичка сила. Тодоров, и за вас исто. Што е модел, а што очекувате? Обединување, центар или заедно? Види, ние на терен работиме за да настапиме на изборите самостојно. Значи, формираме општински комитети, рековме формирани се околу 47 општински комитети, а сега во општинските комитети формираме местни комитети. Сега на 2 јули очекуваме да имаме централен комитет, каде што ќе добијат конкретно задолжување и задачи, значи општинските комитети да се дооформат местните комитети. Иначе за изборниот модел го поддржавам кажувањето на двајцата претходни соговорници, професорот Јове и господинот од Достоинство, да, дека пожелно е да има Република Македонија да биде една изборна единица со отворени листи на модел, значи множински листи на модел, каде што во најголема мера ќе дојде до израз демократијата, значи луѓето, граѓаните треба да знаат за кого гласаат. Одјеловски, за вас истото прашање. При финиш. Па можам да констатирам дека се согласуваме во парламентарните партии. Мислам дека ќе имаат многу повеќе шанса ако Македонија е една изборна единица, со тоа што убеден сум дека доколку се направи оваа коалиција која што денеска почнеме да ја заговараме, мислам дека ако се надминат тие суети, гледам генералот Стојан Чанкелов е доста реален, тука и Кекеновски размислува многу трезвено, дека оваа коалиција може да освои повеќе од 150.000 гласови, тоа се еве да бидам уште пореален, нека е 10 пратеника, тогаш можеме да учествуваме и во предлагањето на нов модел во наредните избори, да учествуваме во преговори, евентуално ако има трети пржински преговори или било што, да представуваме еден сериозен фактор, политички фактор.
Благодарам. Да кажам дека ние сме отворени за соработка, за формирање на тој трета опција, значи во Република Македонија. Нашата партија е отворена да разговара, преговара со сите, нели, субјекти кои што ќе посекат соработка со нас и едно треба да се бориме за формирање на трета политичка партија која што ќе влезе во преговорите, речеме како што сега во Прежинските договори и во иднина да мора да има 3 македонски партии во однос на оној паритет кој што го застапуваме како граѓани. Добро, Ѓорги Тодоров, Народно-демократско движење, Марај Огјановски, Обединети за Македонија, Јове Кекеновски, Промени и правда и Стојанчо Ангелов, Достоинство. Тоа беа учесниците на дебатата како да се кумулира дел од незадоволството во ВМРО ДПМН и да се акцептира или алиментира дел од слободното гласачко тело во Македонија. Пријатна вечер и благодарам уште еднаш. Утре е празник, ќе ве ослободиме од топ тема. Тој ве очекува едно топ врело време, доволно барем ние да не ве обременуваме. Пријатна вечер.